Најпрво добро вечер на медиумите, добро вечер на граѓаните на Македонија. Македонија е преважна за мали соништа. Стравот никогаш не ја гради иднината, но надежта да. Македонијо, од вечера започнуваш да го живееш нашиот голем сон за нова иднина и надеж за секој еден човек. Многумина се сомневаа дека успехот е множен, но надежта победи. Македонија мора да се менува, а промените започнаа од вечера. Надежта ја победи апатијата и незината сила ќе расте. Сите заедно за нова иднина. Заеднички и сложно да го оствариме сонот за кој цели 30 години сонуваме, а никако да го постигнеме. Кажете им на нашите браќа и сестри од сите краеви на Македонија, од Тетово до Битола и Охрид и Кочани, од Скопје до Гевгелија. Ова е денот од кога почнуваат промените. Промени кон подобро. Промени на имиджот на државата. Промени за заштита на интересите на секој еден човек. Промени за обединување, за подобар живот и силен стандард. Промени кои ќе донесат иднината за која се бориме. Ова е убедлива победа. Ова е победа на народот на Македонија. Им благодарам на сите граѓани на Македонија кои излегоа да гласаат, но и оние кои не гласа, а чија доверба ќе продолжиме да ја бараме. Благодарност до сите граѓани од сите политички партии, и етнички и верски заедници, леви и десни. Една е за сите нашата Македонија, сплотена и заедничка. Благодарност до сите политички партии од коалицијата за обнова на Македонија. Поминавме многу премрежја заедно, но еве дојде моментот кога сето тоа се исплатеше за народот на Македонија. Заедно успеавме да ги победиме. Успехот е можен затоа што вербата е сигурна. Благодарност до политичките партии кои што не поддржаа како алтернатива, Алијанса на албанците. Благодарност до левица на Димитар Апасиев. Затоа што сите заедно струшивме бариери. Докажавме дека еден широк опозицијски фронт е возможен и поставивме основи за една соработка и една владина коалиција врз база на принципи и вредности, на спојување и меѓусебна почит и разбирање. Покажавме дека и покрај разликите сепак можеме да се обединиме околу заедничка цел. Македонија без корупција, која ќе се развива и оди напред. Македонија во која ќе се бориме да биде интегрирана во Европската Унија. На стабилен систем како што немаме. Тоа докажува дека еден опозицијски блок е речиси сосема извесен. Истиот тој ќе донесе огромна победа на следните парламентарни избори кои многу е веројатно дека ќе бидат предвремени. Благодарност и до коалицијата на ЛДП и ДОМ, што одлучија на најдемократски начин да остават на гласачите потоа што на граѓаните да одлучат по сопствена волја. Ние тоа високо го вреднуваме и почитуваме. Благодарност и до сите оние политички субјекти кои што учествуваа во ова
би рекол, помалку или повеќе демократска трка. Денеска да се радуваме, но не треба премногу да славиме, бидејќи она што се случуваше, посебно помеѓу двата круга на овие избори, е навистина нешто што не треба да го заборавиме. Насилното однесување, подкупот, притисоците, заканите и уцените, уништувањето на човечкото достоинство. Тоа е она која што оваа власт во заминување го направи на народот на Македонија. И тоа нема да го заборавиме. Драги пријатели, драги браќа и сестри, победивме во Битола. Повеќе од 3000 разлика, Тони победи во Битола. Победивме во Брвеница, Јоцо, нека ти е честита победата во Брвеница. Победивме во Василево, Славе, работа те чека. Спасе победи во Вевчани. Доне, Андон, силно мотивиран, кога бев сега во Гевгелија, ја видов таа искра, таа желба со која што Андон работеше. Андон победи, Доне победи со повеќе од 2000 гласа во Гевгелија. Денеска сосема случајно Целде Михрисар определен период остана без струја. Ама Никола победи. Нека му е честита победата во Демиркица. Коста победи во Зелениково и покрај тоа што денеска имаше брутален напад од страна на многумина кои што правеа се само Коста да не победи, но Коста победи во Зелениково. Златко победи во Конче. Конче е повторно со градоначалникот ВМРО ДПМН. Сакам да му ја честитам победата на Љупчо Папазов во Кочани. Победивме и во Кочани. Синоќ беше навистина тешка вечер во Кочани. Се бореа храбро, се бореа достоинствено и одлучно. Им честитам на целиот тим таму во Кочани, оваа победа ја заслужија. Победивме како коалиција и во Кратово. Тодорче победи со повеќе од 1000 разлика. Многу се радувам и многу сум среќен што Бошко покажа и докажа дека е достоен за тоа што 4 години ќе биде градоначалник на Лозово. Вчера бев на кафе во Македонска каменица, а претходно го гледавме првото полувреме на дербито на истокот помеѓу Слога Виница и нормално САС од Македонска каменица. За жал САС загуби, но затоа па Димче победи денеска во Македонска каменица. Жарко победи во Македонски Брод. Македонски Брод има нов градоначалник. Жарко Ристевски. Повеќе од 4000 разлика за Пецак во Охрид. Александар победи во Пекчево. Александар Китански победи во Пекчево. Многу сум радосен и среќен што победивме и во Радовиш. Ацо победи со повеќе од 2000 разлика во Радовиш. Јовче Този победи во Ресен. Да му ја честитаме победата.
Чешиново Блешево има нов градоначалник. Далибор е новиот градоначалник од ВМРО ДПМН. Многу сум среќен што победивме и во Ранковце. Победивме и во Ранковце. Таму имаше нашиот идниот градоначалник на Ранковце брутален притисок од неколкумина послушници на Љупче Николовски. И многу се радувам и многу сум среќен што и во Ранковце успеа храбро да одолеат на сите притисоци кои што на секаков начин се правеа изминативе денови. Коалициониот партнер Стефчо Акимовски победи во Карпош. И конечно, сакам да ја честитам победата на независниот кандидат подржан од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, идниот градоначалник на Скопје Даниела Арсовска. И сакам да кажам, многумина велат Скопје бил ВМРО-вски град. Да е, но Скопје е пред се слободен град. Скопје е слободен град. Исто како што, драги пријатели, Македонија е слободна од утре. Македонија се ослободува од хибридниот режим. Почитувани, ова победа е голема и бидејќи доаѓа во услови кога изборниот процес изобилуваше со огромни нерегуларности. Денес во Македонија знамињата беа високо на јарболите и требаше да биде свечен ден за демократијата. Но ова беше уште еден тажен ден за тоа колку недемократска власт имаме, за притисоците, за бруталната и досега невидена злоупотреба на државните институции. Тие ги има институциите кои ги злоупотребуваа. Ние го имавме народот кој не подржа. И не можам да ви опишам колку оваа победа представува одговорност за мене и за луѓето кои што работеа и се дел од мојот тим. Сакам да се обратам до идните градоначалници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Немојте ни за секунда да го разочарате народот. Заборавајте на привилегиите кои ги носи функцијата. Засукајте ги ракавите и од утре на работа. Вашите фотели заменете ги со терен и работа со граѓаните. Носење решенија на нивните проблеми. Заборавете на матни тендери, договори во 4 очи што се одлика на власта во заминување. И никогаш не заборавајте од каде доаѓаме и од каде сме сите ние и од каде почнавме. Јас ќе бидам најверната сенка во работата и ваш пријател, но и најоштриот критичар, доколку не успеете. Овој народ заслужи и мора да види разлика и резултати. А народот мора да знае дека за секој мој збор кажан во кампањата, ќе стојам до последната запирка. Благодарам. И сигурно ви интересира што понатаму. Борбата продолжува и нема запирање. Власта го загуби кредибилитетот. Нашата борба и нашата победа е пораст на сите политики на власта. Имаме, драги пријатели, многу работа пред нас и резултати да испорачаме. Не смееме да изневериме.
Ова е огромна доверба. И ние знаеме, и ќе знаеме да ја почитуваме, но и да се плашиме од нејза. Во однос на ново мнозинство, оставете времето да ви одговори на многу работи. Власта е делегитимирана и тоа е од вечерва, и таа е новата реалност која очекувам со тек на времето да се манифестира и во парламентот. Но најдобро би било тоа да биде преку предвремени избори. За да може промените на подобро да го земат целиот замав и да бидат еден целосен процес кој ќе се случи на сите нивоа, времето ќе покаже. И сакам да се обратам до мојот политички противник, лично до Зоран Заев. Сакам да го замолам да размисли добро што ќе бидат следните чекори. Да се надмине себе си и да го направи најдоброто за Македонија. Да ја разбере конечно пораката, а тоа е дека е доста и треба да замине. Оставка! 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 Нема повеќе место за криминал, измами и порази за Македонија и народот на Македонија. Би сакал да испратам порака и до оние 30 на луѓе во СДСМ кои имаат окупирано Македонија. Народот ви испрати порака. Немојте да заглавувате уште повеќе во калта во која онесовте Македонија. Не треба само Заев да се оди, туку и заевизмот и се она што тој представува. Драги пријатели, сосема на крај. Народе македонски, народе на Македонија, нема да ве разочарам. Нема да ве разочарам затоа што сета ваша болка е и моја болка. Сите ваши разочарувања се и мои разочарувања. Но и мојата надеж е наша заедничка надеж. Одиме до конечна победа и нова иднина. Мора да свртиме нова страница, заеднички патриотизам и нови победи. Ви благодарам. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Господине Мицковски, дали очекувате од премиерот Заев уште вечерва да си поднесе оставка и кои ќе бидат вашите идни чекори кога би побарале предвремени парламентарни избори? Тоа е и мојот совет до него и тоа е она кое што го очекува македонскиот народ, односно граѓаните на Македонија. Ова да биде практично негово заминување од политиката. Не затоа што Христијан сака или затоа што било кој од нас тука во ВМРО, ДПМН или во опозицијата сака. Народот испрати јасна порака. Ова е историски резултат. Ова е резултат со огромна предност на опозицијата во однос на власт. И затоа не треба тактизирање, туку напротив треба да се донесат државнички одлуки. Еднашка треба да се послуша волјата на народот. Повелете, ќе ве молам ако може само, бидејќи одговарам на прашањата, ќе ве молам само уште малку внимание. Простете, ве молам. Господин Мицковски, како ја коментирате изјавата на коалициониот партнер на Заев Ахмети дека ВМРО не е партијата која што може да одлучува за гласовите во Тетово и Гостивар? ВМРО е, ДПМН е партијата која што новија избори одлучи во повеќе од 40 општини во Македонија директно, ама одлучи и во Тетово, одлучи и во Гостивар, одлучи и во Дебар. И ВМРО ДПМН е државотворна партија, и ВМРО ДПМН е партија на народот на Македонија, без разлика дали се тоа македонци, албанци, срби, турци, роми, власи, бошњаци, египќани и останати. ВМРО ДПМН е
е партија на народот на Македонија и партија на Македонија, и тоа го покажа. И треба секој еден да знае дека со ВМРО не треба да се игра. Господине Мицковски, како го... На јуле, кога ќе побарате предвремени парламентарни избори, рековте за новото мнозинство, времето ќе покаже. Кога после првиот круг ве прашав дали ќе барате предвремени избори, вие рековте дека работите сериозно на ново мнозинство. Вашиот коалициски партнер за овие локални избори, Алијанса за албанците, кажа дека од понеделник ќе има ново мнозинство. Пред една недела, утре е понеделник, дали имате 61 глас во собранието и кога ќе барате предвремени? Ние имаме мнозинство гласови на народот. И тоа е важно за нас, дека го имаме мнозинството гласови на народот. А за да има предвремени парламентарни избори, треба да има и мнозинство во парламентот. Затоа реков трпение, не треба да го разочаруваме народот, бидејќи народот е изморен од разочарувања. Дозволете времето да одговори на многу дилеми. Една од тие дилеми ќе биде кога ќе се случат предвремените избори. Затоа јас апелирам до политичките партии во Македонија да бидат разумни, да не го разочаруваат народот, да ја почитуваат волјата на народот, а народот на овие избори локални кои што изобилуваа со многу злоупотреби од страна на власта, излезе, застана на патот на сите тие злоупотреби и уште еднашка покажа и докажа дека против народот никој не може. Затоа ние го имаме, да заклучам, ние го имаме мнозинството на народот и тоа доверба не смееме по ниту една цена да ја испуштиме. 30 години овој народ очекува конечно да тргне и да одиме напред и ние мораме тоа да му го овозможиме. Почекајте, времето ќе даде одговор многу скоро на оваа дилема. Па мнозинство за собранието ни е потребно и за нови предвремени избори. Затоа што потребен е 61 глас. Господине Мицковски, за прв пат пред вашето седиште се слави со албанско знаме, како го коментирате ова? Па јас дадов одговор на ова ваше прашање пред неколку минути. ВМРО ДПМН е партија на народот на Македонија, меѓу кои се македонци, албанци, турци, власи, срби, бошњаци, роми и сите останати. Ние сите заедно сите ние заедно имаме заеднички маки, заеднички проблеми кои што треба да ги решаваме. Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, денеска покажа и докажа и доби гласови од мнозинство македонци, доби гласови од албанци, доби гласови од турци, доби гласови од срби, и од бошњаци, и од роми, и од египќани, доби гласови од народот на Македонија и тоа не треба никој да го заборави и со тоа нема играње. Ако нема повеќе прашања, јас би сакал да ви се заблагодарам и се гледаме наскоро. Пријатно.